Господја Ковачева, вие и вашето долгогодишно искуство во работата со жртвите на семејно насилство како адвокат, имаме пред 2 години нов закон за семејно насилство. Какво е вашето искуство и како вие го оценувате истиот? Новиот закон за заштита превенција од семејно насилство е стварно за поздравување. Законските измени се многу позитивни и се во корист на жртвите на семејно насилство. Имено со овој закон на многу брз начин, значи за кратки рокови од 48 часа може да се обезбеди правна заштита, веднаш да се излезе на суд и да се изречат предложените привремени мерки. Значи, воведена е привремената мерка отстранување на насилникот од домот, значи во рок од 48 часа се излегува на суд со интервенција на полицијата, интервенција на основно јавно обвинителство, на Центар за социјални работи. Сите институции соработуваат меѓусебно во интерес и заштита на жртвата на семејно насилство и на нејзиното семејство. Роковите се кратки, институциите се ефикасни и сето тоа е предвидено во овој закон на еден убав начин за сите да бидат заштитени. Меѓутоа, во овој закон исто така постојат и пропусти во смисла што еве, например, жртвите на семејно насилство остануваат и понатаму финансиски зависни. Некои остануваат без своите живеалишта, без своите домови, морат постојано да се селат, приходите од работа не достигнуваат за заштита, за задоволување на потребите. Така да, сметам дека треба да се воведе некој член, некоја ставка, да можат да примаат некој финансиски додаток, бидејќи многу жени, претесно се жени жртви, иако има и мажи, значи, многу жени се зависни од издршката, алиментацијата од поранешните сопрузи и најчесто има изрекување на мерки на лекување на алкохолизам од дрога и други психотропни супстанци, изрекување на затворски казни, да мора насилникот, иако е татко на децата, да ги издржува тие казни со тоа што овдека жртвите имат недостаток од финансиски средства. Вашето искуство, пак ќе повторам како адвокат со жртвите на семејно насилство, што зборуваат податоците? Колку од жртвите кои што финансиски се зависни од насилникот знаат и по пријавувањето на насилството да се вратат повторно дома кај насилникот? 90% од жените почнуваат свој живот на ново, дали живеат под кирија, дали подигаат кредити, меѓутоа и се многу финансиски независни. 10%, за жал, еве од моето искуство, мораат да се вратат дома заради финансиската зависност од партнерот. Спомнавте за финансиска поддршка и промена во законските регулативи. Колку таа финансиска поддршка ќе значи подкрепа и независност на жртвите? Видете, Законот за социјална заштита предвидува повеќе социјални ризици, како што се ризици од сиромаштија, ризици од еднородителско семејство. Сметам, дали во овој закон или во Законот за заштита, превенција и спречување на семејно насилство треба да биде воведена некоја еднократна финансиска помош на жртвите од семејно насилство или пак месечна, за да може жртвата да застане, да биде тоа еден временски период, да не биде некој долг временски период, значи краток временски период, за да може жртвата да застане на своји нозе и да започне самостоен живот. Така и последно прашање би ми било колку расте свеста кај жените за она што се случува во семејството и свеста дека сепак станува збор за семејно насилство. Пријавуваат ли? Со текот на времето расте свеста кај жените. Секој ден се повеќе и погласно се зборува дека постои семејно насилство. И тоа е добро. И самиот закон ги охрабрува жените, бидејќи на многу брз начин може да добијат заштита.